очува општината, за потребите на Штипјани и за капацитетите на градските власти. Во Студио 1 во 16:20 часот разговараме со градоначалникот на градот Побисарот, Благој Бочварски. Специјално телевизиско издание за специјалните јавни обвинители. Катица Јанева, Лиле Стефанова, Трајче Пеливанов. За прв пат во отворена жива програма со отворени телефонски линии ќе одговараат на прашањата на граѓаните во специјалното издание на Правда и неправда со Гордана Дувњак. Вторник, 21 часот. Предизвикот е прифатен. Вие сте на потек. Специјалните јавни обвинители во живо пред граѓаните да го оправдаат барањето за автономност и нивното институционално постоење. Вторник, 21 часот. Специјално издание на Правда и неправда. Бидете со нас. Вечерва во лица ке гледате. Карцином, дојке, кренула вода ka plućima, pakao sam prošla. Ali jednostavno, kad sam bila smeštena to onkologiju polusvesna, jer sam bila jako loše, nekako nikakav strah nisam osjećala. Bilo je ono, bit će što će biti, šta sad? Izgubila sam dete, šta može gore da mi se desilo, tako? За болката што ја носи мајката кога ќе го изгуби своето дете. To je trenutak ludila i trezvenosti. Ja u tom trenutku samo sam napisala, ja ne mogu da dođem na emisiju, izvinite, meni je sin upravo umro. Imala sam toliko nekog profesionalnosti i neke svesnosti da to javim ljudima da me ne čekaju. Лица, 21 часот. Минути за кратка анализа на светските настани и случувања со, како што најавивме, колегата Дијан Андоновиќ, стандардно во отвореното Студио 1. Андоновиќ, добар ден. Добар ден. Жолти елеци, па сега црвени шалови во Франција. Или шалови, или шами, не знам, но во секој случај се работи за една група која се вика црвени шалови или црвени шами, која прави контрапротести, нешто што сме го виделе тука во Македонија, на веќе протестите кои трајат 11 недели на жолтите елеци, дојда контрапротести црвени шами. Најмасовно во неделата вчера беше во Париз, чинам над 10.000 луѓе според некој проценти се 69.000. Па ете, но од каде стега ова? Гледаме дека, односно, од она што можеше да се прочита и на француските медиуми, потекнува некоја иницијатива од социјална мрежа, од Facebook, меѓутоа еве масовно, така, масовно станува. Црвените шами или црвените шалови, има различни преводи, јас не го знам францускиот јазик, па не знам и како е баш правилно, но мислам дека се работи за шами. Добро. Тоа е движење кое според нивните лидери почнало заедно со жолтите елеци пред 11 недели да се бунтуваат за зголемувањето на даноците, но сега се вртат против своите довчерашни партнери во тие протести, бидејќи го осудуваат насилството кое се случува на улиците на Париз. Да подсетиме дека 11 недели жолтите елеци протестираат против владата на Макрон, има 41 барање, но сето тоа и сите тие протести беа проследени со огромен број на насилства, судири, значи според досегашната статистика 10 демонстранти во овие 11 недели загинаа и над 1000 или 2 се потешко повредени, а тоа е секако резултат на надивење на улиците на Париз, од кои и самите жолти елеци се дистанцираа, бидејќи знаете, кога има многу протести, секогаш се увлекуваат и насилници, и екстремни левичари, и екстремни десничари. Според изјавите, значи, на црвените шами, тие се оградуваат од тие протести на жолтите елеци, сметаат дека се прегруби, премасовни, прерадикални и предолго траат и дека Париз и другите градови е тотално во колапс поради тие протести. Но од друга страна се верува дека зад нив стои на некој начин владата на Макрон, која се обидува да е разводни
нели тој бунт на жолти телеци. Андонович, председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп не се откажува од изградбата на ѕидот кој што го најавуваше уште во изборната кампања. 5,7 милиарди долари. Да, но иронијата да биде поголема поради таа блокада на институциите, Конгресот и Сенатот и администрацијата, не сакајќи да даде 5,7 милиарди долари за изградба на тој ѕид, денеска според статистиките најмалку 6 милиарди долари трае вкупно штетите кои се предизвика со делумната блокада на Вашингтонската администрација. Потаму се постави прашањето дали можеби ќе беше полесно да се направи тој ѕид и да се избегнат тие непријатности и тие огромни пари. Од друга страна, Трамп и натаму не се откажува, он ги одблокира делумно институциите, се договори со Конгресот, но денеска се закана дека повторно ќе ги блокира доколку не дојдат парите за ѕидот и ја повтори она веќе позната закана дека доколку не бидат одобрени средствата, ќе ја блокира повторно администрацијата наредниве денови, ќе воведе во редна состојба и така од војниот буџет ќе извлече 6 милиарди долари да го направи конечно тој ѕид. Еден од аргументите се мигрантите и она што се случува во Венецуела, бидејќи се очекува дека доколку продолжат тензиите, а ќе продолжат судејќи според настаните, веројатно голем наплив на бегалци ќе има кон Соединетите Американски држави, па оттаму и аргументот на Трамп дека ете тој ЗИД е неопходен. Ја спомена Венецуела. Па добро, таму пишуваат дека се уште не попушта под притисоците. Па не попуштаат ни двајцата, сега се работи на игра, двајцата председатели, едниот нели актуелниот Мадуро и другиот само прогласениот кој што го поддржа и сега се борат, сили. Имаат борба на два фронта за сега, а тоа е да видат дали можат колкава поддршка ќе добијат во странство од надвор од странство, да подсетам дека актуелниот Мадуро има поддршка од Русија, Кина и Турција и традиционално од Куба и Еквадор. Од друга страна, само прогласениот Хуан Гуидо, класика традиционално Соединетите Американски држави, Европска унија, Франција, Башка, Лондон, посебно и Бразил и тие останати латински држави. Значи една блоковска поделеност, една борба за истокот и западот, ќе видиме, никој нема да смее како сега. И за се друго во светот. Да. Но во меѓувреме трае и борбата за да се добие симпатии, двајцата председатели лобираат во армијата, бидејќи армијата на Венецуела треба да на некој начин да го направи клучниот збор во земјата, дали ќе биде од оваа страна или од онаа страна. Не се исклучува и воена интервенција од САД. Да, за всушност на оваа тематика како што најавивме и во после 19 часот ќе коментирате со Сашо Ордановски малку поопширно и уште едно име да споменеме што е често нели тема на анализа во студиово и повторно Путин актуелен со. Па добро, светски државник на светска велесила, ако не е Трамп, онда е Путин, ако они двајца не се, онда е Меј или Макрон. Во секој случај Путин и оно што светската јавност се разбранува за новиот проект на Русија кој се најавува, кој е се уште во шпекулативна фаза, но Русија планира да гради пат кој ќе го спојува светот и ќе чини 150 милиарди долари, практично планира преку Северното море да го скрати патот за Европа и Азија, така ќе помогне за поевтина достава на производи, на оружје, геостратешки ќе го на некој начин ќе го тргне Суетскиот канал, кој Суетскиот канал за подсетување е под контрола на западните корпорации. Вака Путин ем ќе го држи, ем ќе направи нов пат, ем ќе ги поедностави таа трговија ќе поедностави, но и ќе биде во руските корпорации со што тој што ги контролира нели тие патишта практично ќе владее со светот. Да, иако споменети ова се уште на ниво шпекулативно спекулација, меѓутоа останува да видиме и сепак сметаш ли дека еве за крај вакво нешто доколку навистина би се реализирало, веројатно не може без никакви последици и реакции да помине? Па ќе повторам, чим излегло во медиумите, веројатно има нешто. Веројатно Русија сака, зошто би плаќале руските бродови, воени бродови, трговска морнарица преку Суетски канал, зашто да плаќаат на западните корпорации кога можат да си имаат свој, имаат ресурси, имаат голема држава, голема територија, имаат наука, сакаат они тоа да го премостат и подоцна ако бидат поевтини другите држави од светот да го тргнат Суетски канал, да идат преку тој нов северноморски канал. Веројатно ќе го направи и веројатно после тоа ќе има
дополнителни тензии, но се надевам дека сето тоа ќе остане. Бидејќи, Јана, ако приметиш како се случуваат работите од ден на ден, само се шири по некаде јазот и недоразбирањата меѓу Западот и Истокот, либералниот капитализам со некаков капитализам кој е оставштина од социјализмот, тоа сега се случува во Венецуела, Украина е уште жива материја, може секој миг да пукне, Сирија не заврши со своите тензии, когаш тогаш повторно ќе дојде до некои судири. Еве имаме на релација Иран, Сирија, таму Иран е познат дека е под патронат на Москва. Значи сите тие тензии во светот само продолжува таа студена војна, но за разлика од студената војна кога имаше два блока, сега ми се чини дека има три, тука е и Кина, покрај Русија и Соединетите Американски држави. Така да ќе видиме, ќе биде интересен светот и оваа година. Андоновиќ, благодариме за оваа анализа од светските случувања. Јана, ние тука завршуваме со овој блок. Следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова. По вестите се враќаме повторно во студиото со градоначалникот на Штип Благој Бочварски.